Почитувани граѓани, по убавата вест од РЕК Осломе и каде АД СМ ќе гради фотоволтаична централа, денеска доаѓа уште една прекрасна вест од електрани на Северна Македонија, овој пат од РЕК Битола, најголемиот производител на електрична енергија во нашата држава. На 29 март распишен е тендер за реконструкција на електростатските филтри во РЕК Битола. Инвестицијата се проценува на 20,4 милиони евра, пари кои компанијата ги обезбедуваат сопствени извори, што дополнително не радува сите нас како влада. Една од најзначајните компании во државна сопственост инвестира повеќе од 20 милиони евра кои самата ги заработила. Тоа значи дека во минатото останале времињата кога државните електрани кубурале со струја, увезувале скапа струја и парите оделе во непотребни инвестиции. Сега ЕСМ е насочена кон производство на струја со која ги задоволуваат потребите на потрошувачите во земјата, а како што неодамна слушнавме, врши и продажба на вишоци, со што остварува добивка и за сопствениот и за државниот буџет. Инвестицијата во реконструкцијата на електростатските филтри на РЕК Битола е дотолку значајна што е најголемата во областа на животната средина во земјата, или барем во компаниите во државна сопственост. Заштитата на животната средина во минатото беше запоставена, а сега представува еден од приоритетите на оваа влада. И ќе биде уште позначајна како Република Северна Македонија ќе чекори кон НАТО и Европската Унија, каде стандардите се на високо ниво. Затоа, особено ме радува фактот што АД Електрани на Северна Македонија и РЕК Битола преземаат чекори во насока на заштита на животната средина, за да го подобрат квалитетот на живот на граѓаните во Пелагонискиот регион, но и да не дозволат кога ќе дојде момент за преговори или за зачленување на државата во Европската Унија, прашањето за заштита на животната средина да биде еден голем проблем за земјата наша. Во оваа насока, на почетокот на постапката за реконструкција на електростатските филтри во РЕК Битола се надоврзуваат и планираните тендери на државни електрани за изградба на ветерниот парк во Богданци, втора фаза, како и тендери за изградба на ветерен парк во Миравци, а на есен се очекува и почетокот на изградбата на топлификацијата кон Новаци, Могила и Битола, која што доаѓа токму од РЕК Битола. Сите овие проекти на АД СМ ќе значат подобар живот за граѓаните во овој дел од државата. Владата на Република Северна Македонија ги охрабрува државни електрани да продолжат и понатаму на патот кој го трасиравме, а тоа е патот кон развојот и прогресот. Владината поддршка ќе ја имаат во сите чекори и проекти што ги реализираат и ги планираат, бидејќи без стабилен електроенергетски систем нема стабилна држава. Кратко резиме на сето тоа, парите кои што електрани на Македонија навистина ги заработуваат, се враќаат овде во електраните, наместо во порано, каде што одеа во непотребни проекти, за кои што и дел се исмејуваа граѓаните. 20 милиони евра во екологијата, останатите пари од целата добивка исто така се со намера да се вратат овде, за кои што ќе зборуваат двајцата директори, директорот на електрани на Северна Македонија и директорот на РЕК Битола. Јас верувам дека тоа ќе даде сериозен придонес и во севкупната имплементација на капиталните инвестиции на државата, каде што навистина одат парите таму каде што треба. Сето ова реинвестирана добивка која што ќе се случува без разлика дали е во филтри, дали е во опрема, во РЕК Битола, дали е во ископите или слично, ќе донесе нови вредности, нови профити за кои што секако и вреди да се работи.